Еден од најубавите и најсрекните моменти во животот на едно семејство секако дека е доаѓањето на новиот член, односно приновата во тоа семејство. Денеска за мој соговорник имаме еден среќен татко кој што ќе го сподели со нас сето она чувство на среќа која што доаѓа во ова семејство. На сите добро познат Даниел Камаковски. Даниел, прво да ви ти честитам за приновата, нека е живо и здраво и среќно детенцето. Благодарам, фала многу. Со оглед на тоа дека ви е прво детенце, клише е, знам, прашањето какво е чувството како новопечен татко, меѓутоа, еве, ајде сподели го она чувство првичното, како се чувствуваш? Пред се ви благодарам што сте присутни, што дојдовте да го споделите овој прекрасен момент со мене. Нели кажуваат секогаш дека е тоа најубавиот момент во животот, меѓутоа не можеш да го почувствуваш тоа додека не станеш на вистина родител. Еве, јас ја имам таа среќа и можам да кажам дека конечно го знам тоа чувство и дали постојат воопшто зборови со кои би можел човек тоа да го опише, не знам. Меѓутоа на вистина во право се луѓето, тоа дефинитивно е најубавиот момент во мојот живот и се радувам многу и се гордеам со мојата нова улога како сопруг и како татко. Ајде, уште на почетокот да прашам како е мајката и како е бебето? Благодарам што прашавте. Нели не сум само ја битен и не само Давид, него воопшто како семејство и дел од нашето семејство е нормално мојата сопруга Кристина. Фала му на Господ, одлична е, супер е, се значи одмара и се надеваме дека ете што побрзо ќе можеме да си го земеме Давид и да уживаме во нашето ново семејство, во нашето. Веќе го спомнавте името Давид, дали е случајно, дали е нечија желба или символика на нешто? Не, јас Кристина долго размислувавме, нели, навистина бевме во дилема за името, меѓутоа кога се спомна името Давид, се погледнавме двајцата и знаевме дека тоа најмногу ни одговара, најмногу ни се допаѓа, но клучен момент беше моментот кога навистина прв пат го видов Давид и знаев дека ќе биде Давид и едноставно сестрите ме прашаа дали веќе имаш име и ја реков да, Давид. Давид ќе се вика. Тоа е желбата не само моја, него и на Кристина и така заеднички. Едноставно дојдовме до тоа име, да. И сега сакам да те прашам дали подготви список на приспивни песнички? Давид има свој авторски песнички кои заедно ги пишуваме со Кристина, она пишува текст, јас компонирам мелодија, така да Давид си има посебни своји песнички кои веќе му ги пеевме, дури Кристина беше бремена. Така и волшебен беше моментот кога првпат се видовме со Давид, он плачеше, јас почнав да му пеам една од тие песни и веднаш се смири. Значи, навистина беше еден прекрасен момент. Секој пат имавте чувство дека си ги препозна песничките кои што сте му ги пееле предходно? Не, сигурен сум дека ги препозна, бидејќи навистина секој ден поминувавме време со тоа да му се посветиме, дури нели беше во стомачето. Му ги пеевме тие песни заедно, со љубов ги компониравме со Кристина и мислам дека ги препозна и дека поготово го препозна моето пеење, мојот глас. Така да веднаш се смири и сега е уште така, кога и да плаче му пеам и веднаш се смирува. Дали се подготвуваш за непроспиени ноќи и менување на пелени? Веќе сум спремен за тоа, значи Вежба се? Имам 13 годишен помал брат, така да кога он се роди, јас имав само 13 години и тука веќе вежбав и можам да кажам сум доста искусен, но мислам дека љубовта према тоа, значи према детето и према желбата да создадеш семејство, самото тоа ти дава нели сила и мотивација и мислам дека веднаш се учат тие работи, значи во моментот. Си доаѓаат спонтано. Така е, да. Дали татковството сега ќе донесе пауза можеби на музичко поле или баш напротив уште повеќе инспирација? Па, мислам дека значи паузата јас ја имав, си зедов време заедно со Кристина да уживаме во бременоста, не сакавме да се експонираме со таа вест, затоа беше едно изненадување за јавноста, но тоа беше мојот момент каде што јас најмногу сметав дека треба да бидам тука за мојата сопруга и затоа паузата јас ја имав до сега, меѓутоа и понатака сакам во фокус да ми е семејството и на прво место, меѓутоа мојата работа или мојата музика, мојата уметност
се разбира не сме и нема да страда ради тоа. Мислам дека и еден ден кога ќе порасне Давид сака да биде поносен на својот татко и на тоа постојано сакам и да работам. Значи не планирам да направам една пауза, веќе многу скоро ќе излезат нови песни и така да едноставно гледам на сите страни да бидам присутен. Тука со нас е и доктор Јусуфи, кој што беше дел од екипата на чинот на породување на бебето на Даниелка мајковски Давид. Па ајде кажете ни како помина чинот на пораѓање. Благодарение на Господ, нашата професионалност се покажа во најдобро светло и сето тоа заврши со хепи енд. Иако во одредени моменти имаше моменти на напор, на дилеми и така натака, меѓутоа целата работа на крај заврши со хепи енд, а имаше и многу специфични моменти, нарочито тоа што го спомна и Даниел кога му пееше на бебето, тоа до сега не сме го доживееле, свасно тоа беше волшебно. Сепак ангел пееше на ангел изгледа. Така што од аспект професионален имаше работи кои се проценуваа во моментот, се преземаа одредени действија во моментот, така што целата работа одеше како што треба и најдобро што можеше. Како е бебето? Фала Богу, се е окей, среќни сме ние, а знаете, со Даниел сме пријател малку поодамна, така што среќата на пријателите секако дека ни е многу важна, кога се они среќни, секако и ние сме многу среќни. Фала на Господ, доживаваме еден ден сите со многу среќа. Пожелувам да имаме вакви моменти уште многу за сите. Инаку, за друго, сепак би требало да ги прашате нив, како наши, да кажам, клиенти, пациенти. И ние се трудиме да бидеме максимално и професионални и љубезни, меѓутоа со Даниел имаме сепак и пријателски однос, така што ние беме, освен од аспект професионален, оптеретени и душевно имаме друго оптеретување како наши блиски пријатели и така. Ајде, Даниел, да ни кажеш за искуството во болницата Санте Пус? Од самиот прв преглед кога дојдовме тука со Кристина, знаевме дека тука сме во добри раце. Тоа ни беше битно. Од старт се чувствувавме како да сме во раце на пријатели. Тоа мислам за млади родители кои прв пат прават такво искуство е толку битно, едноставно да се чувствуваат дома. Јас ја осетив Кристина дека едноставно се чувствува сигурно и за мене тоа беше знак дека Давид тука ќе се роди пред се. И им скинувам капа на сите доктори кои имаат работа со млади родители, неискусни родители, кои знаат и да станат и нервозни, кои знаат да се насекираат. Меѓутоа, тука се искусните доктори да кажат кои се битните работи, да те смират со убав збор, ама и стручно да ти објаснат што се случува, што може да се случи и едноставно, нели, како родител бараш информации, сакаш информации, но не сакаш тие информации да ги извлекуваш од некого, него битно е еден добар доктор во прав момент правата информација да ти ја даде. Не премногу, не премалку. Значи, токму како што треба и пресреќен сум што Господ не даде во толку сигурни и убави и добри раце, кај пријатели, искусни доктори и како што рече доктор Јусуфи, фала му на Господ пред се. Јас на Санте Плюс им посакувам многу успешни вакви приказни и среќен крај, а на вас ви посакувам многу среќни моменти во растењето на вашето детенце. Благодарам од срце. Фала ви многу.